Многу пообесхрабрувачки се околностите што му претходат на вечерашниот надпревар, па така речиси невозможна ќе биде мисијата да се стигне до третото квалификацијско коло, каде што веќе со 99% на сигурност противник ќе биде тимот на грузијски Тбилиси поради убедливо подобриот сооднос со Стреймур од Фарските острови. Фудбалерите на Вардар најавија поинакво издание, тоа е секогаш така кога играат на домашен терен пред своите навивачи и сега се верувам дополнително мотивирани по поразот во Букуреш да одиграат на своето и потребното ниво на македонски шампион, да се спротистават на една Стеа која колку и да е појака, посилна, поквалитетна и играчка и клубски и организацијски, треба да се обидат да направат добар меч, добар резултат против еден ваков тим кој убеден дека ќе се пласира во третото квалификацијско коло од Лигата на шампионите, си дозволи да одмора некои од клучните играчи со оглед на тоа дека во последните 10 дена романците одиграат 3 надпревари, па ќе видиме нешто повоцна низ составите. Тука го нема еден Танасе, го нема Николич, па го нема еден Кирикеш и така натаму. Вардарските 11 со кои истрча и на националната арена во Букуреш минатата недела, минатиот вторник: Павлович, Релич, Таневски, Бојович, Цикарски, Темелков, Петрович, Хименес, Стојков, Петров и Костовски. Ќе погледнеме како изгледа тоа формацијски во изборот на Благоја Милевски, предводникот на Вардарци, 4-2-3-1 со Павлович на голот, Релич, Таневски, Бојович и Цикарски во одбранената линија, Темелков и Петрович на позициите повлечени играчи за врска. Пред нив Хименез, Петров, Стојков и Костовски во самиот шпиц. Непознатите Бицкало, Дердо како главен и Шлонча како втор помошник од Украина се суди на овој надпревар. Предпоставувам ЮЕФА не очекува некои возбудувања на овој дуел, па не се реши за некои поквалитетни европски суди. Значи, за Стеа Татарушану, Георгиевски, Шукала, Гардош, Латовлевич, Бурчану, Пинтили, Попа, Станчиу, Прволеску и Пиовакари. За разлика од првиот надпревар во Букурешт, го нема Танасе, еден од клучните играчи кој одмора. На негово место игра Прволеску по левата страна во нападот. Го нема потоа игра Гардош, кој игра на местото на Кирике, за кој е заинтересирана Рома, а велат дека и Челси, па и Шахтјор, па и Наполи. Во оваа формација испадна и Пиовакари, поточно Николич, добива шанса напаѓачот од Самдорија по заимениот италијанец Пиовакари. Пред него се Истанчиу, десно Попа, Пинтили, ако имаше најава дека Препелица ќе игра заедно со Бурчану во тандемот играчи последни за врска, и во одбраната Латолевич, Гардош, Шукала, Георгиевски и Голмон Татурешану. Тоа е изборот на тренерот на Стеа Лаурентиу Регекамф, кој поради згуснатиот распоред и идејата или амбицијата да стигне до групната фаза на Лигата на шампионите, еве се реши за веќе најавените измени, но сметаат романците дека имаат квалитет на клупа, доволен за сигурно да минат во третото квалификацијско коло, а според нив дека се сосема доволно добри со малку среќа, а ја имаат во третото квалификацијско коло, без разлика дали тие или Вардар ќе играат во Динамо Тбилиси. Го спречи противничкиот играч да упати шут и покрај тоа што веќе влегуваше во опасност, во поволна позиција за да го загрози Павлович. Прволеску заобиколува крај Цикарски, додавање и 1-0 Пиовакари. Крај на 23-та, почеток на 24-та минута, во првата вистинска конкретна акција погодуваат романците. Ова значи квалитет во играност, успеа да мине двајца фудбалери Станчију, не успеа таму нашите играчи, во случајов мислам Бојович да го затвори, Пиовакари и романците без некаква доминација, без некаква специјална игра, но со една вистинска акција поведуваат со време. Вардар можеби го има квалитетот за домашни рамки и покрај тоа што дотитува да стигне во последното коло по триумфот над директниот ривал Турново, но еве како стои во Европа. Пиовакари можеше да се прослави со два брзи гола, уште и вториот со ефектна завршница Татарушану. Штета од двајца фудбалери на Вардар против еден стопер на Стеа. Хименес успеа да го погоди противничкиот голман. Станчиу со доволно среќа дојде во идеална позиција, статива, второбица Станчиу, Павлович спасува, нема гол. Среќа.
и сакаше да ја подкопа таа топка, да ја го проигра втрчаниот Станчио. Но, еве она што велам дека не е најтехнички квалитетен кога се работи за игра. Надвор од 16-тикот Петров, го има Хименес десно, побрзо треба да иде тоа додавање. Дали Хименес може да го проигра? Костовски, центар шут кон него, Костовски шуте! 46 минута, еве што значи вистинска акција, кога топката се движи брзо, без многу размислување, без компликување, кога акцијата е едноставна. Петров, Хименес, Костовски, 1-1. Овој пат Петров многу побрзо ја прими топката и веднаш знаеше што треба да направи со неа. Го почувствува фактот што Хименез е во полн спринт, без противнички чубар во негова непосредна близина. Центар шут од прва на шпанецот е извонредно. Голгетерски, Костовски со глава во аголот од мрежата на Татарушану. Во финишот од првиот дел Вардар стигнува до изравнување. Еден од најубавите европски погодоци што Трените на Бурчани ќе мора да шутира по судијскиот знак. Латовлевиќ сепак, солиден удар, но внимателен. Го очекуваше ова. Павловиќ, четврти корнер за Стеју. Релич, убаво двојно со Хименес, може ли да продолжи ова акција? Повторно Хименес, Релич и натаму Хименес. Шпанецот има можност сега за добар центар шут. Еве на втората статива кон Костовски, добар удар, штета! И повторно таа десна страна, колку се само Бојовиќ, цврст во скокот. Сега Темелков, отворена е таа лева страна. Веднаш топка кон Стојков, ќе го сочека Цикарски да вкрстат и натаму Стојков, брз Стојков, одлична позиција, повратна, Костовски не доаѓа топката, пета. Нема проблеми за Татарушану, се обиде на убав начин, на тежок, немаше ни друга опција. Петров. Лани, кога добиваше шанса во тимот на црвено-црните, делуваше странично, главно по левата бочна позиција. Николич. Нема гол. Сосема солидна позиција, 66-та минута, 72-та минута. Се врати Николич, се врати Јанку, центар шут на втората статива кон Таневски, успеа да шутира, но немаше острина во корнерот, за да биде тоа опасно за Татарушану. Сега Попа сам против Цикарски, интервенција на левиот бек на Вардар, но само до Романецот кој може да проигра со Бурчиану. Чиста позиција и штета. Сите вардарци беа на корнерот да дадат гол. Во изфрлувањето на Татарушану Цикарски го проигра само Попа. Класично истрчување во контранапад на Бурчиану и 2:1 за Стеуа. Во овој дел од надпреварот би се освоил, да кажам, незаслужено. 16 минути ќе бидат и плюс со судиското дополнување. Вардар игра квалитетно второ полувреме и нема зошто да не се обиде да избегне пораз, без разлика на добриот центар шут кон Николич. Одново реприза на ситуацијата. Латовлевиќ од прва центар шут и волеј удар на Јанку. И Фергиевски, одамна не го споменавме неговото име, помал неговиот придонес во играта во второто полувреме, објективно. Еве го Станчиу. И пак бара простор за шут со десна нога во стативата, одбиена топка, ќе мора да се послужи и со левата, но Костовски убаво се загради, чиста позиција за Костовски, штета. Има ли сега можност? Повратна уште еден центар шут само за Латовлевиќ, убаво Костовски во дуелот со Гардош се загради, дојде до идеална позиција, но мислам дека шутираше премногу во голмот Татарушану, ќе го провериме се до тоа. Во 92-та минута Костовски пропушта можност да им донесе или да ги избегне фудбалерите на Вардар од пораз. Еве го додавањето на Маневски, убаво се загради Костовски и баш во раката на Татарушану. не погод. Зазеде својата природна позиција во последните неколку минути. Ѓоргиев префрлен десно. Последен судијски свиреш, Вардар е елиминиран во второто квалификацијско коло од купот на, односно од Лигата на шампионите. Стејуа ќе игра во третата рунда од преднадпреварите против грузински Динамо Тбилиси. 3:0 пораз во Букурешт, вечерва неуспехи во Скопје, 2:1. Незаслужено, затоа што вардарци го остварија тоа што го сакаат, да одиграат многу подобро од надпреварот во Романија, го направија тоа, беа на неколку нивоа повисоко
беа рамноправни во поголемиот дел од мечот, имаат своји шанси и промашува, може би поради невнимателност или таа класа плюс во квалитетот на Стеауа го загубија овој надпревар и за жал ќе остане онаат проблематичен дуел во Букурешт, што не им дозволи на црвено-црвените да бидат по конкурентни. 2-1 за Стеауа